Poštovani gledači, dobro večer i po koji zna koji pa TV nepovtorno sa muzičkita emisija Vekovi noti. A to će reći muzički pozdrav. Ostanite sa nas. Majko ti stara, stokata činile stotina, stokata čini stotina, lele, sama Kirjana, lele, Ilijada. Stokata čini stotina, lele, sama Kirjana, lele, Ilijada. Očice i se dva grada, vekite i se majko čaršija, lice to nije
Почнува гледачи и по убавата македонска народна песна следува најава на нашиот вечерашен гостин, поточно гостинка, а тоа ќе рече драгата моја колешка, професорка Олга Панајотова. Добро вечер и добро дојдете во студиото Ирис. Добро вечер. Благодарам. Задоволство ти е што си во студио Ирис. Повикавте, да. Да. бидам овде викам да имам со вас еден мал диалог околу музиката и се чувствувам пријатно така. Ај веднаш да кажеме на почетокот. Средна музичка школа, јас пета, а ти втора генерација. Да. Така ли беше? Да, и ние сме едни славни 5 генерации кои имаме традиција да славиме заедно. Годишници правиме, да. така рече, секоја втора година. Да. Кажи ми отворено, професорке, сега втора генерација. Спомни некој од твоите сокласници, кој беше класен, кој ти остави впечаток како добар професор? Во кратки црти се разбира. Беше Киро Милев, али Добро. тој замина за Скопје. Своевремено, музичка да. продукција да работи и тогаш дојде Киро Вангелов од Велес и млад кој завршил во Сараево и тој мислам негде в И трета диригент на година. хорот беше, Да. ако добро се И сеќаваш. историја на музика ни предаваше. Да, така, точно. Еден фин така пријатен добар човек и имаше еден многу Музичар нема никош лош да биде релаксиран и музичар. многу мислам присен однос учениците. Тоа е точно, И така да, се многу да. фино се чувствуваме, ами и тој отиде. Се отиде во Радио Скопје и мислам дека тогаш последната година Васка не зема во бугарката. Како класна раководителка? Да, она. И така, мислам. Така заврши средна музичка школа. Добро. Иначе моите сокласници беа Киро Рибарски, Зенталска Лилјана, Вушинова Станка, Бранка Колева, мојта другарка и колешка. Колку бевте на број ученици? Па бевме негде 18. Па се биле И ми се чини дека добра бројка на генерација, ние бевме 11. Да, добра генерација и добра генерација бевме. Да, точно, И останавме, да. мислам. И после завршувањето на средна школа, поголем дел заврши академија и станаа добри педагози, репродукуи некои уметници, така како Кирибарски. Санда Бикова да не ја заборавиме, што ти предаваше? Добро, Санда дојде негде во трета година. Трета Мислам, година. трета година при крајот, она ми предаваше музички форми. Музички форми. А кој ти предаваше хармонија? Тој Хармонија, предмет што го наследи ти ден денес? Кој би на некој начин ми леа голема љубов за тај предмет. Јас го сакав многу клавирот и хармонијата. Не знам, после и вокалната полифонија од Стојан Стојков. И он Кој дојде инструмент го свирише? клавир, а виолина свири. А, виолина. Виолината така. Четирите жити што ти значат ли ти нешто? Знаете, виолина нема да речеме професионален професор. Да. Беше прво Мици Орданов, а потоа дојде од Скопје, ете не може да се сетам на името сега. Хајде професор кој свиреше виола у филхармонија, а дојде на нас да ни предава. Трпков да не беше? Не. На презиме? Не е Трпков. Оти јас Он не него беше ни паметам. македонец. Не беше македонец, беше само една година беше професор. Он виола свиреше филхармонија, а на нас ни предаваше виолина. И само штрикови, ништо, некои комади да мелодиски да можам да влезам ја да ме мотивира да вежбам и така. Вежбам што морам да вежбам виолина, али клавирот ми беше првенствено Прецејнат. да, али хармонијата без клавир не може да се озвучи, не може да ја засакаш нормално. Тие многу гласни продукти се многу мислам аудитивно доаѓаат преку клавирот, преку инструментот. Инструментот е тај што крајниот производ ефектот на музичкото дело, на музичкиот продукт. Тие се мали продукти, али Професорке, го откривме од твојот почеток во Средното музичко училиште, ги кажа твоите генерации и така натаму. Почнемо гледа и повторно убава македонска народна песна, група Корона.
Mat mare mori ergenite Ergenite mare esnafite Ergenite mare esnafite Kogo sigo mare mori pogled dala Kogo sigo mare mori pogled dala Seko musi mare bolest dala Seko musi mare bolest dala Komu dvadni mare mori komu trini Mare mori komu dvadni mare mori komu trini Aramene mare 3 godini Aramene mare 3 godini Ne napravi mare mori suvo drvo Ne napravi mare mori suvo drvo Suvo drvo mare javorovo Suvo drvo mare javorovo Se mi ogar mare mori zapali me Se mi ogar mare mori zapali me Zapali me mare, izgori me Zapali me mare, izgori me Колеше, драга професорке Панајотова, се враќаш од Скопје, завршени студии, квалитетно завршени, кој просек го имаше своевремено? 8 и нещо, мислам. толку, да. Слушайте, тоа време Тој беше... просек одеше за докторат да продолжиш. Да, можеше да се оде и на магистратура и на докторат, така да. И мислам, тоа беше многу, имаше некој критериум у тоа време. Односот меѓу професор и студент беше многу подистанциран. И мислам И квалитетот се ценеше и тогаш. квалитетот се ценеше, да. Да. Али ја би Се беше реално. Да, и од овој аспект би рекла дека оцената не е толку битна колку битно човекот да продуже да работи на тоа што го сака, што го завршил, за да може да се надграде. Исто имав таа привилегија да тоа време беше лепо уште директорка и да ме повика
да дојдам да работам. Јас таму последниот испит ми беше клавир и свирам и она канцеларијата која што е у старото школо, нели она реунирана зграда еврејска. И вика, Олга, ти шо, кога? А јас пеам у радио хор. Јас не сакам да се вратам у Штип. Вика, Олга, ти шо мислиш, ќе дојдеш ли у Штип или викам јас да ти ви кажам, јас ќе се одам овај месец и пеам у радио хор, па ќе видиме. Место за професор имаш за тебе, така? Да, има. Имаше, Само да. Санда беше, не само за Само да мене речеш да. Да, имаше и за други професори, али она сакаше да ја предавам хармонија и тие главни музички предмети. Исто вика, доаѓај, јас ќе ти дадам ти што знам што сакаш и што можеш. Викам, ќе видиме за тоа. И она преку татко ми тоа оргира да ја, нели, татко ми повеќе деца, да јас се вратам у Штип, што ќе правам у Скопје, Почитување одборот твој да, татко, ќе да. плаќам овај стан и тоа ќе биде многу, нели, трошкови. Подобро у Штип да си работам. И така, јас се вратив и Одлуката беше брза. Ме повлече тоа што она ми каже дека хармонија можам да предавам. Тука ми беше најважно и вокална техника, бидејќи јас пак ќе се вратам на Скопје. Хармонија, музичка математика во животот. Да Цел знаеш. година учев кај Марија Скаловска соло пење, јас кој пеев у радио хор, така да пењето тука ми беше уште, знаев, дишење, пење, ари, пее песе. И вика, и знам дека пееш и ќе предаваш вокална техника и фолклор. И фолклор сите песни ги пеев. Прво ги отпеам, после ги запишат учениците. Доваѓаш во средна музичка школа и на кои предмети почна? Хармонија, вокална техника, фолклор и клавир. И клавир. Тие беа. Бидејќи директорката предаваше вокална и инструментална полифонија и директоруваше и нешто. Мислам дека виолин не предаваше. Ти почна да работиш во старото. Во старото, во таа Кај градска Денешното собрание, да, се дека зареда? учевме. Така едно 3-4 години беше тоа. После се префрливме у школата Свети Рангел, нели Маршал Тито се викаше тоа пред тоа, кој беше основна школа и таму се префрливме и продолжив. Професор, И ние тука ќе- остана до крајот на својот работен век. Точно. Ние ќе го продолжиме разговорот понатаму, а за вас почитувани гледачи, Фолк Еверген од група Корона. Тивка ноќ е сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Ако чуеш, мила моја, нека светне пенџере. Јас ке бидам среќен, мила, како да си крај мене. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Ова моја серенада тебе
ке ти ја дарувам мирен сон и добра ноќ, мила ти пожелувам, тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти, колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти, колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Професор, ќе го продолжуваме разговорот, господјо Панајотова. Комуникациите со учениците. Колку треба да бидеш внимателен? Па, Ние како професори, нели? да, мислам дека начинот на комуникација е многу битен со учениците. Педагошки пристап, нели? Да, прво е педагошко воспитен процес. Значи, воспитанието и односот на наставникот, начинот на неговите реплики, на неговиот манир, неговиот однос према детето, е едно од најбитните работи. Потоа влегуваме во стручниот дел, што значи наставна содржина. Не само што и наставен образувате час. и воспитувате. Да, значи на тој наставен час се случуваат многу значајни работи за да наставникот добие да го задржи вниманието на ученикот. Он мора да биде прагматичен, мора да биде кооперативен, мора да биде не само кооперативен, треба да биде компилативен во наставата. Компилативноста е една од најбитните работи, значи он треба да знае да има широки познавања и оптимални знаења за да може да најде стратегија како да ја пренесе таа наставна содржина, која е темата е обработена. А темата, например, хармонијата, ти си музичар, знаеш, дека таа тема бара, има повеќе делови, повеќе сегменти на кој начин ја пренесуваш. Али желбата на, мојата желба лично, е била да ја, секој ученик што е тука, да го заинтригирам, да ме прати и да добие мотивација да влезе у музиката и да почне да го интересира што е во суштина тие ноти, што дават, зашто убаво звучат, како треба што треба да научам за да ја да влезам у музичката уметност, а нормално преку хармонијата. Хармонијата е генератор во музичката уметност. Јас реков. За да влезеш у музичкиот простор треба да знаеш хармонија. За да влезеш у креативниот дел, да, у инвентивниот процес на создавање, ти мора хармонијата да ја познаваш. Вие морате да го пречекате детето и приемниот испит морате сериозно да размислите дали тоа дете треба да учи средна музичка школа или не. Сега Тука сте многу коректни. Тука ме малку врти на еден момент минато, па у твојата професија. Да, кога работев и пракса, се разбира. Тогава директор имаше многу поверење кај мене. Јас ги правев тие тестови, па ќе ме праша, што мислиш ти? Мислам, одлични ученици. Бараме со платформа ученици. Ученици кои треба да бидат писмени, па после има способност за музика, да се талентирани. Само писмен човек може да влезе во музика. Музиката е уметност. Зборо е прво, преточено у тон после. Ти не можеш да земеш неписмено дете да учи музичка школа, многу тешко. Имаше и такви деца, ама и тие ги натеравме да ги мотивираме да учат. И тие ги натеравме. Зависи сега од индивидуално од наставникот, од едукаторот што ќе воде наставата и дали ја сака и дали сака да има резултати. И колку му тоа чини некое лично задоволство, нели, од тај аспект. Тоа е точно. Кажеме отворено, професор, ќе секако вниманието мора да биде посветено. Вие тоа длабоко го видовте дека така треба и да биде. Дали учениците возвраќаа во тоа? Дали стварно се трудеа да постигнат резултати и така натаму? Па имаше фидбек и тоа многу поголем процент.
Цело време моја Во музичка школа никој не Моја работа, повтораш? ја 40 години работев. Јас Да. од првата генерација, прва генерација ме е Дутовски, до крај ја имав поштовање на учениците. И од тие што имаа единици од мене и тие што имаа петки. Зошто? Значи, се е било поставено и со факти ученико зашто е тука. Он мора да собере знаење, да има фонд на знаења, мора да влезе у музичкиот простор кој што треба, за да може да размислува целта да му биде и академски граѓанин да биде утре. Не си ти тука за да ти излезеш да се најдеш на улица и сега каде. Бевте ли строг наставник? Па, да. Прилично. Па, да ви кажам... Ургенции не примаше, меѓу нас кажано. Да. Јас не ќам сега да кажам некои работи кои се случуваат последните години у Биро за образование и така, дека мора да се заврши средна школа. Мислам, музичката школа треба да се абстрахира. За музичката школа, за музичките школи, не само музички, и за уметностите. Уметничките школи треба да се тргнат на страна и за нив посебно луѓе кои се стручни да седнат да разговарат како на кој принцип ние ќе вреднуваме учениците. Дали сме ние, а оцената не е битна. Ние треба знање да ја дадеме тие деца. А за да ја дадеме ние треба се прво образуваме. Јас само ќе кажам, академијата е еден вид виза да влезеш ти у музичкиот простор. Таму е 5-10%. А оно другото што сам го добила, низ годините, котирара работа, котирара учење, низ многу Сето треба тоа да се го одработиш. музички, методологии, енциклопедии, па сега интернети, слушање музика. А ти тоа мора да го работиш. Ама дома ќе застанеш 3 сата, секој ден. Педагошката работа, знаете, мој ученик се ќе го кажам. Во кратки црти, да. Ќе го кажам другаро на Иле. Да. Саксофонисто. Мице, Мицанов. Мицанов. Да, да. Во Гоце една Мицанов. ситуација ми вика на мене пред доден академија, професке, ви сте еден од најдобрите педагози тука. Вие можете да пеете, нели? А вие се посветите на педагогијата. Вие сте толку едноставни. Па мене ми е, викам, задоволство и една толку ми е сатисфакција да ја го натераме и најслаби ученик. И најмрзливо да го натераш да работи. Да го разбудам едноставно да размислува дека он треба да седне да работи, да уче, да прима. Бидејќи секој човек има меморија, а поготово музичка меморија, може. Никој пат не. Тоа е, мислам, тоа е била моја сатисфакција. Поштова гледачи, повторно ја листаме песнарката на нашата популарна група Корона. А потоа следуваат кратките реклами и се враќаме во студиото. Skopje Vardar teče, Vardar reka raspejana. Oj Vardare makedonski, od izvora do Solona. Oj Vardare makedonski, ti jak krasiš Makedonija. Tvojte gradoj kako biseri, ti zakitile bregovi. Oj Vardare makedonski, od izvora do Solona. Oj
Твојта вода ги лекува. Ој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна. Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Каде Вардар поминуваш, среќа радост донесуваш. Ој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна. Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Почитувана професорке Панайотова, го продолжуваме разговорот. А следното прашање ќе рече дали постои разлика помеѓу сегашните и минатите генерации? Твој впечаток од праксата? Па, мое видување и мислење, мислам, од искуство, дека не постои многу разлика. И во тој период имало ученици кои максимално се мислиме се трудели и се минувале часови да вежбат клавир, инструмент, да учат хармонија, да учат сите тие предмети кои значат музичка уметност, па и сега. Али во тој период дигиталниот техника не беше, нели, немаше експанзија, немаше тој примат кој сега што има. И така да разликата измеѓу тој период и ова е таа динамика. А сега колку можат учениците сега да примат оптимални знаења музички, тоа е релативно рамно. Бидејќи мислам дека јас сум поборник на учебниците. Мислам дека учебниците, тие трактати, музички статии, сите тие книги за музичката уметност дават многу големи информации за музиката од секој аспект. Значи, и мислам дека учениците треба да читат и книги, не само да седат на компјутерите. Компјутеро, и јас како човек кој сега седам повеќе, ама јас не најдов никаде некои студии за одредени теми во музиката. Многу слабо имаме ние, многу е сиромашна. Тој дел не е обработен како што треба и не е пренесен на медиумите. Дури има нешто англиски кој син ми преведе ми. Па се тие мали некои комади, состави некои мали, па син ми ги преведува, ама нема ништо така по-широко образложено во однос на одредени стилови, одредени анализи на некои дела, да речеме. Да човек седне и па нека биде на англиски, не мора да биде на македонски или на српски. Не може да се најде на интернет. Значи пак книгата мора да биде генерална, присутна, за да може ученикот да влезе виртуелно во музичката уметност и да може да почне малку аналитички да посматра. Не само буквално, да речеме, да апострофира, да кажува, да верда реченици, а да не знае што у суштина зборе. Тоа е тоа, мислам, за потреба таа книга.
Јас што викам, Ти тој метод го обработуваше додека беше во функција на цело време работното место. имав и среќа да мој работен век, нели, дочекам и проектни задачи. Така да бев и ментор и да си го менторството, значи испоштува до крај. 2 пати неделно се среќавав со ученици кои земаа мои теми по вокална полифонија, инструментална, по хармонија, многу теми. Има преку 100 оставено само проектни задачи. Тоа време учениците нагло идеа кај мене. Башувај задниот работен век мој од 10 години. Тоа значи дека тоа е да растеш мојата педагошка работа. Да некој толку поверење има да дојде реч проски јас кај вас. Али затоа што ја учествував и во тие есеи, и во воведите, и во заклучците. А тај главниот дел го оставав они да го читат, да го разработат, а бидејќи самиот вовед е размислување околу делото. Значи тука имаш аналитички период и тај заклучок таму и сижето. Тука мораш да ја дадеш ти насоки како тие деца да пишуваат. И се тоа беше стварно добро напишано. И колешката и користи сега. Твојот педагошки дел не се заборава, а тоа ќе рече дека учениците твои се сега уште подобри од вас. Ученикот може да биде подобар од професорот, нели? За тај слоган не се со таа сентенца не се служувам, бидејќи мислам дека наставникот или едукаторот треба да он цело време сукцесивно да работи. Да чита. Ако ти знаеш една задача хармонска, ако се рече на еден начин на часов, а часов помине, ја 5 минути 10 зима и од одморот. Јас дома може да решам още на 10 начини. Модели можеш колку сакаш ти да направиш од аудитивен аспект. На тие 8 или 12 такта кој се вика музичка формула целина. Тоа е тоа музиката. Музиката е една глобална работа, една широка, јас што викам, нема хоризонти. Тоа точно. Прво што ќе дозволиш да ја најавиме песната, почнува гледачи повторно од љубовната лирика група Корона. Slugu vaš presto
čakam prestojne, zasakaj me od srce. Ljubov ta je skapale stojne, najsakana do groba. Ljubov ta je skapale stojne, najsakana do groba. Професорке Колешке Панајотова, јас би те прашал едно, што мене лично ме интересира, едно музичко прашање, стручно, од твојата стручна област, а тоа ќе рече од хармонскиот твој дел. Баховиот контрапункт поодамна го користеа многу поп групи, рок групи, па дури некаде навлезе и во фолклорното богатство на Македонија. Колку е точно од твој стручен аспект? Па, тоа е стил. Баховиот стил е инвенција на мелодиска линија, нели? Од хоризонтален аспект. Да. И е таа мелодиска линија, Една нагоре, една надолу. да, Бах ко... Затоа е контра. Сега ќе кажам нешто за Бах. Да. Бах ко свирал дома, имал спини, имал регал, имал и клавсар. Сино еден ја седе тамо, другиот тамо, другиот он тука седе. Он почиња темата, другиот син почиње со втора тема, третиот со трета. Али тие три теми ги пратат уше други три гласа, други три. Значи, на тие главни музички мисли се надоврзува и цело време е у движење. Еден вид такво во движење мелодиската линија. Значи, за тоа збориме за нешто што тече. И има мелодиска кантилена која е и ритмички богата. Движење. Да, музичко движење, мелодиски има кантилена и има и ритам. Веќе Баховиот ритм знаеме ние до каде оди. Тоа се многу сите ритам со орнаменти, со трилери, неговите дела са. Уствари тоа време како била архитектурата, така и музиката била у рефлексија со у корелација со таквото, сакам да кажам, со архитектурата, па и со другите, мислам, и па и литературата и се, тоа е време на религијата, кога Бах работи во Света Тома и време кога творе за сите тие празници. Значи, он е, за мене, небото е, нели, нема хоризонт. Контактот со Бога. Во неговата хармонија нема паралели кварти и квинти. Не, тоа е веќе квинта, кварта, хармонија е да Клод Дебюси. Да Клод Дебюси, да. А кај него го немаше тоа, да. Он е, тоа е имитацијата, техниките се имитацијата и канонската имитација, која многу варијанти, значи тamo имаш коново верзија, во аугментација, диминуција, па имаш такво обратен канон и така натаму и така натаму. Значи многу видови канонска обработка на тие мелодиски линии за да звучат од друга димензија. Тоа е. И ако е тоа се различно, ако тоа значи инвенција. Таа инвенција не е само фолклором, него таа инвенција е најки у джезо. Тука на академија, кој предаваше Илија Темков, он со мене заврши, он негова главна појдовна основа беше Бах. И ние многу пати се од Битлз се го почувствува. Ќе седне фуга, ќе отсвире фуга, да. ја ги свире фуги, учениците и свире фуга, да. Пуштав прво на касета, после на CD, па дури на компјутери, нели? Да. И тоа го доживеа да земам сертификати со тоа. И многу пати вика седе професор вика што не свиревте, сега и они свире. И Бах вика појдом Бах викам едукација во сите музички институции, у сите пори, значи и у сите жанрови. И сите. Дури сега што викаш, па нормално имаме ние сега веќе и образовани генерации музички. И нормално дека они веќе се имат сознание, имат знаење, имат информации, имат го применуваат, го имплементират во тоа за да и мене ми е драго
Да ти кажем, ево, доста е више од фолклор кој е автентичен. Автентичниот фолклор го створиле свака час. Може се, свака час на неписмените. Али вај писмен народ треба да влезе да створи композиција од 3 дела. Јас сакам триделни композиции, доста слушам доделни и со апострофирање на реплика, на реченица и на мелодија. 15 пати у песната ја слушам више. Ја на првено овие години се ќе кажам нешто ме чуат и моите колеги кои ми се колеги ми се нели младите кои ги учев тоа се мои деца. Производ од академија кој ќе земе што се поминале се јас сам таа што сам ги едуцирала и сега не ги критикувам, али сакам ја и зборам. Со Дутовски многу често тоа разговара. Дај малку инвенција, види Бах колку е бил инвентивен, креативен. Он имал доста со Бога. И неповторлив. А вие со шо имате доста. И неповторлив, да. Вие се враќате 200 години назад и цело време само една музичка мисла мала ја апострофирате, цело време повторувате. Малку е досадно. Професор, ќе дозволиш и повторно од фолклорно богатство на Македонија. Bez da te izlažam.
scena beli, konji majko, em so žolti pusti. Avatarim beše majko, moj to prvo libem, toj mi nišan stori majko, na veloto lice. Toj mi nišan stori majko, na veloto lice. Почнуваме гледачи, го продолжуваме разговорот со нашата вечерашна драга господја Панайотова, професорка. Да кажеме нешто за твојата музичка фамилија. Знам дека имаш двајца браќа, мои, твои колеги и така натаму. Не знам, мајка ти Баба Панда и така натаму, и Дедо Боро, колку ја знае музиката, знае добро да запеат најверојатно, нели? Па слушай, и мајка ми и татко ми беа Кратки црти за твојата фамилија. музикални. Да. Јас на татко ми наследив тај јак, Тај продорен, музич. и мајка ми многу музикална, али он имаше многу јак тенор, пееше 30 години скоро у црквата. У црква. У црквениот У хор, црквениот секој дел мајка ми го средел, неделно да обезно таму да пее. Да. Тоа беше негов ритуал, негов животна. Значи многу сакал да пее. А мајка ми од Свети Николе, она колку млада многу пеала. И требало да пее у радио, ама не ја поштели родителите. Од таму Време, тој ген, да, значи, од- доаѓа, и од да, дајцата. да. И они го сакаа многу Сафет Исович, сака староградски песни, моите куќе се пееше. Па продолжи со Миланчо, со Иле, со тие серенади. Кај у нашата куќа серенади колку сакаш. Ти знаеш тај период беше Весела тако. куќа. Да, многу. Инаку браќата Миланчо заврши труба оцек у Сараево, Да, на инструментален одел. Иле заврши исто инструментален одел кларинет. Миланчо заврши 76 година, а Иле 82 година. заврши. Миланчо беше трубач и при оркестрот на Миланчо, МТВ. кога заврши, се запости во танцови оркестар на Радио Телевизија Скопје и 12 години таму беше, после и оркестро се расформира. Знаеш, не се финансираше, па и Народниот оркестар се расформира во тој период. Сеќавам се и така мораше да се траже. Он дури кога работеше у танцови, работеше и како хонорарен професор у средна музичко Скопје Миланчо. А или кога се врати, што не може да не требаше да се врати, сите викале да остане да свири саксофон, бидејќи Иле у Кут Македо е пораснат. Он од дете свиреше саксофон. Да. И Лучо труба свиреше, и Миланчо труба, значи моите браќа таму се едуцираа уште колку млади со тај ќе рече биг бенд, таа поп музика, па и свинг, што ја знам, тие стилови у музиката. И Забавно стана е и нивна обсесија, дури или ден На денеска. твојата потесна фамилија ја пренесуваш ли музичката љубов? Па да, мислам, да, син ми заврши музичка школа, Нижа, а иначе гимназија беше одличен ученик, отиде гимназија, потоа заврши геолог инженер, керката педагошки и гимназија. Јас и двете деца ги пратив гимназија. Твојата сестра Коцка, моја сокласничка до 8 одделение, не ја спомна, музикална ли е? Да, музикална пее исто. Исто пее. Баш ми е драго, да. Сите сме.
родителите од ние наследиле сме. Професор, ќе времето полека, но сигурно ни одмина. Останува време да се одјавиме, а тоа ќе рече честа беше наша, благодарност до тебе што ни ја прифати поканата, да бидеш присутен во студиото на телевизија Ирис, да ни живееш музички, да ти се множат пензионерските години. Трета доба. Како се чувствуваш во трета доба? Баш сакав да Фала му до сега на кажам горниот, да. дека кога отидов во пензија, многу сум среќна што никој не ме заборавил. Учениците кои продолжија да студираат и тука во Скопје, бара секој пат да бидат на консултации кај мене. И по моите предмети, дури и за проектни задачи и анализа на музички дела. И класични и современи од 20 век. Ја влеков во музиката на 20 век. Точно. Генерацијски средби имаме ли со твоите сокласници своевремено од средна факултет и така натаму? Па не ли имавме ние се. Имавме, пред 2 години имавме, тоа е точно, да. Првите 5 генерации, да. Средба. Нормално. На 5 години сега вие генерации така традиција направија да се среќаваат и често сум повикана на тие исто моменти. Благодарам на вниманието што дојдовте во нашата музичка емисија Популарна. Се надевам во иднина кога нешто ќе има ново, ќе те повикаме повторно. Ќе ни дозволиш, нели? Благодарам и на вас. Иначе би сакала да на сите слушатели на Ирис и гледачи да честитам новата година и божките празници. Така да сме здрави, живи, среќни, успешни и добра мисла да не прати. Тоа е најбитно. Почнувам гледачи, од моје име честитки за музичкиот дел во делот на песните. Среќни празници, божики и новогодишни. Остануваме со оваа музичка емисија и во наредната година. Се надевам ќе бидете повторно наши гледачи, наша публика. Тоа беше се. Ви благодарам, пријатна вечер и следете ги програмите на Ирис телевизија.